Денеска православната црква ги празнува преподобниот маченик Стефан Нови, светиот новомаченик Христо и преподобната Ана. Преподобниот маченик Стефан Нови. Како некогаш Ана, мајката на Самуил, така и Ана, мајката на Стефан, се молела на Бога да й даде еден син. Молејки се така еднаш во црквата влахерна пред иконата на Пресвета Дева, ја совладал лесен сон во кој што ја видела Пресветата Дева како сјајно сонце и слушнала глас од неа. Оди, жено, со мир, според твојата молитва имаш син во твојата утроба. И навистина Ана зачнала и родила син, овој Свети Стефан. Во 16-тата година Стефан примил монашки чин на Аксентиевата гора кај Цариград од старецот Јован, од кого се научил на божествена мудрост и на подвижништво. А кога старецот Јован се упокоил во Господа, Стефан останал на таа гора, строго подвизувајки се и приложувајки труд на трудот. Неговата светост привлекла многу ученици. Кога царот Константин Копроним ги прогонувал иконите, уште пожестоко од својот татко Лафи Савријанец, Стефан се покажал како ревносен заштитник на почитувањето на светите икони. Безумниот цар добивал разни гнасни клевети против Стефан, а и самиот му правел разни сплетки само да го скрши Стефана и да го тргне од патот. Стефан бил прогонет од островот Проконис, потоа бил доведен во Цариград, бил окован и фрлен во затвор каде што го сретнале 342 затворени монаси, доведени од разни страни во затвор, фрлени заради иконопочитувањето. Во затворот тие го извршувале сето црковно правило како во манастирот. Лошиот цар го осудил Стефана на смрт. Светителот ја предвидел својата смрт 40 дни порано и се опростил со браќата. Слугите на царот го извлекле од затворот и тепајки го и влечејќи го по цариградските улици, ги повикувале сите оние кои се со царот со камења да го удираат царскиот противник. Некој од еретиците со дрво го удрил светителот по глава и тој починал. Како што светиот Стефан првомаченикот пострадал од евреите, така и овој Стефан пострадал од иконоборните еретици. Овој славен Христов војник пострадал во 767-та, во 53-та година од својот земен живот и бил овенчан со неовенлива слава. Светиот новомаченик Христо, албански христијанин, населен во Цариград, бавчанџија по занимање. При продажба на својот зеленчук тој се замерил со некој турчин, кој што го наклеветил пред судот дека ветил ке се потурчи, па потоа се откажал. По испитувањата бил окован и фрлен в затвор. Во затворот некој му понудил да јаде, а Христо го одбил велејки: подобро гладен да се појавам пред мојот Христос. Потоа извадил еден заврзок пари што го имал под појасот и му ги дал на некој затвореник со молба да му отслужат неколку заупокоени литургии. Бил погубен од турците во 1748 и за секогаш се прославил во царството на Христа Бога. Преподобната Ана, благородна жена, која по смртта на својот маж била подстрижена во монаштво од светиот Стефан Нови.
Царот Копрон им ја наговарал да измами дека има недозволени телесни врски со светиот Стефан, за да може да го понижи пред народот. Но оваа света жена никако не сакала да навлезе во таа сплетка на царот против светителот, кого го почитувала како свој духовен отец. Заради тоа била камшикувана, а потоа и во затвор фрлена, каде што ја предала својата света душа на Бога.